До понеделник 6 октомври, доколку не им биде исплатен долгот на приватните превозници од страна на град Скопје, автобуските линии што ги покриваат овие компании ќе бидат намалени за 70%. Приватните превозници Јофи Бус, Вестор Транс и Радос Компани побараат целосна исплата на долгот од 170 милиони денари, од кои досега им се исплатени само 90 милиони. Превозот ќе се одвива само во првата смена од 5 до 10 часот, соопшти еден од представниците. Во јуни лани долгот беше 45 милиона, сега во моментов е 70 милиона кон мојот пакет. Вистина е. Значи јас не сум човек што лажи, не манипулирам, не сум јас таков човек. Јас ти ги кажувам затоа што ќе си има трага. Добро, проверете трага. Проверено е. Значи јас ви го кажувам, тоа е официјално 35 милиона денара е само кон мојот пакет. Платете ми ги парите, веднаш да ги поделам на луѓето, проблем нема да има. На пресконференцијата се појави и директорот на ЈСП Скопје Драги Кушовски, кој им порача на приватните превозници дека ситуацијата во предпријатието е добро позната и дека исплатите се вршат според финансиските можности. Не сте коректни, терате политики тука у јавно предпријатие. Терате политики. Добро е, зашто кажи зашто од март месец должиш пари? Зашто должиш од март, не за октомври? Да од кога ти се тие пари долгот? Те прашувам од кога? Од кога сум дојден ја долгот дали ти е намален? Зголем. Ајде, добро. Значи јас ќе ти ја покажам, јас имам документ. Приватните превозници реагираа на оба, тврдејќи дека долгот бил многу поголем и дека исплатите се минимални. Двете страни бараа да се изнесат конкретни податоци, но дискусијата остана без епилог. Превозниците потврдија дека е исплатен само мал дел од долгот. Вчера им биле исплатени по 300.000 денари, а пред 5 недели по 10 милиони денари по компанија за долгот од март. Тие го информираа директорот дека не можат да ги подмират обврските кон бензинските станици и дека извршителите веќе се известени.